Dobro večer. Dobre dojdovte vo novo izdanje na Otvoreno na televizija Alfa. Ова емисија ја подели во два дела. Меѓутоа, темите се поклопуваат. Станува збор за кампањите кои што се при самиот крај од првиот круг на председателските избори во 2019 година. Моја втора гостинка, или ќе почнам од назад кон напред, која што ќе видите во вториот дел од емисијата, е експерт по маркетинг Ира Бабик, а мојот прв гостин, кој што во моментов ми прави друштво во студиото, соговорник, колумнистот Александар Ристевски. Добро вечер и добре дојдовте во емисијата Отворено на телевизија Алфа. Завршува првиот циклус од председателските избори. Насловот на ова вечерашна емисија го напишав: недостасува ли динамика во кампањата? Па добро се, зависи како гледаме на нештата. Одредени кандидати, пример во дадениот случај кај Гордана Силјановска-Давкова, таа многу порано беше обзнанета како кандидат. Актуелната власт нели повеќе тактизираше околу тоа кој ќе биде нивниот председателски кандидат. Господинот Река како трет кандидат се вклучи исто така нели во самиот финиш. Ненадејно беше? Ненадејно, иако сметам дека е повеќе од добро да има повеќе кандидати, јас сметам дека е недостаток на демократија ако се оди само со два кандидати блоковски. Сметам дека три кандидати е сепак малку, и ако земеме во предвид дека од 1994-та, кога имаше судир помеѓу тогашниот председател покојните нели двајца Киро Глигоров и Љубиша Георгиевски, ние досега не сме имале помалку од 4 кандидати во ниеден изборен циклус. Значи ова со три кандидати е најмалку што има. Впечатокот е ваков. Имавме и 7. Имавме 7. 2009-та и воглавном имавме по 4 на останатите изборни циклуси. 99-та, усвари 99-та имаше 6 или 7. Беа тогаш и Стојан Андов, беше и Васил Тупурковски, така да сме имале поголем број. Околу динамиката, кога имате само два кандидати блоковски, сега во дадената ситуација, затоа што нема четврти или петти кандидат, третиот на моменти делува како вишок. Затоа што ако гледате во дебатите што се случува, мислам дека 3 беа, барем 3 јас памтам. 3 или 4, мислам? 3 или 4, каде што беа 3 кандидати, соочувањето, поготово на представникот на актуелната власт, на господинот Пендаровски, цела негова енергија е насочена во конфронтација со Силјановска-Давкова. Единствено во последнава дебата што беше на Сител телевизија, каде што господинот Река дури самиот рече дали сум јас овде вишок, и каде што испровоцира некои прашања околу владењето на правната држава и околу резултатите од тоа што било ветено, за прв пат видовме на форма на конфронтација. Инаку, ако анализирате тоа како функционира, значи како функционираат дуелите или динамиката, во право сте. Нема некоја евидентна борба, да кажеме. А колку има емоција кога излегуваат на терен? Значи, кога зборуваме за митинзи, за средби со граѓани или за тие организирани трибини? Прво за кандидатите, а потоа ќе ве прашам и за присутните. Па мислам дека тоа се склоп на две работи. Прво, да не заборавиме една работа. Сите тројца кандидати декларираат и тврдат дека се независни, без политички бекграунд во партиите и структурите кои ги поддржуваат. За два кандидати тоа е очигледно и евидентно дека е така. Третиот малку е сомничаво, затоа што во изминатите години нели тој докажано и експлицитно работеше во функција на одредена политичка партија и политичка опција. И оние средби кои се во текот на денот и попладневните часови, и она што е класична теренска работа, тука се гледа оној контакт со реалните неопределени и со обичните таргет групи, да кажеме, засегнати по било која основа, старосна, интелектуална, село, град, образование, да. Тоа се оние мали средби кои повеќе се пласираат медиумски за да допрат до пошироката јавност, додека оние големите собери, оние големите митинзи, воглавно, во голема мера, да не речам во огромна мера, се насочени наменети пред се на партиските поддржувачки, на политичкиот субјект, кој
дадениот кандидат го има како бекграунд. И да не забораваме, сите три кандидати, за разлика од други ситуации порано како што сме имале, ниту еден не е поддржан од група пратеници, како што законот налага, или група на пратеници да застане за нив, или пак да е со собирање потписи. Праксата покажува дека ретко, барем јас не се сеќавам, кандидат кој се обидел со потписи да дојде до кандидатура, без политичка поддршка од некој сериозен партиски субјект, не успел да го собере оној минимум цензус од 10.000 потписи во подрачна единица на Министерство за правда, за да воопшто излези као кандидат. Ристевски, колку е возможно еден кандидат за председател да тргне во битка сосем сам, без никаква политичка поддршка? Што му е потребно? Да биде независен, нели? Овде кандидатите рекоа дека да, ние сме непартиски кандидати, тоа го оправдуваат бидејќи немаат нели членска книжка и не припаѓаат на ниту една партија. Меѓутоа зависат кога излегуваат на терен од партискиот лидер или пак од политичката партија која стои позади нив. Апсолутно, еве сега ќе аргументирам и како и зошто. Пример за човек кој без директна партиска позадина успеа нешто да направи во најголемата држава во светот, најмојкната, во Соединетите Американски држави, Доналд Трамп. Но не заборавајте дека Доналд Трамп, кој ќе му прочитате биографијата, ќе видите дека тој секогаш бил политички определен. Само во различен период со различна структура. Значи, тој бил републиканец, па бил демократ, па повторно бил републиканец, негде измеѓу поддржал некој од оние минорните партии што во Америка покриват 1 или 2% од популацијата, затоа што кај нив има два мастодонта, исто како кај нас, со тоа што кај нас во етничките заедници имаме политички субјект како ДУИ и некои други партии кои сепак зафаќаат и сами кого сериозен дел од колачот, значи не се само две. Кај нас упорно се потенцира дека се две големи партии, не се две. Че секогаш има приближно една или две албански партии и уште една солидна партија македонска или да кажеме мултиетничка која доколку би излегла на избори би зела сериозно парче од колачот. Тоа во минатото биле и народна кај нас, гром на изборите 2014 со 30 и нешто илјади гласа. На СДП едно време, но тие повеќе цело време добиваат етикета на своевидни сателити и после или се приклучуваат или се дел од тие големи коалиции околу поддршката за на терен. Да се разбереме, за на избори секогаш се потребни пари. Пари, логистика и инфраструктура. Најголем дел од нашите кандидати, па 90% од нив, барем јас не се сеќам, мислам дека од сите досега што биле кандидати за председател, најимотно мојкен бил Имер Салмани. Најимотно мојкен. Сите другите се некакви интелектуалци. Меѓутоа и позади него стоеше нели политичката партија на која што беше самиот председател. Но сепак збориме човекот беше дел од приватниот сектор со развиен бизнес, значи економски постабилен. Независен од другите. Сите останати луѓе кои досега биле кандидати се луѓе кои со некаква или професорска или бирократска кариера, луѓе кои живеат просечен, да кажеме, ниска средна класа. Така да тој тип на луѓе праксата покажува, еве, низ годините, можете да видите кои се професори собирале потписи, знаете до кај стигнале. 1000, 2000, 3000 гласови, прашање дали 5000 ќе соберат. Значи, во она иницијална можност за кандидирање, да стигне до на бројка од 10.000 потписи. Илузорно е воопшто да зборуваме за понатаму дека некој може да предизвика резултат и да добие 100.000 гласа, 150.000 гласа. Не заборавајте, 2009 година, ние имавме два такви кандидати, трет и четврт, и 99-та, каде што има над 100.000 гласа. Значи, тогаш ги имавме и Имер Селмани и Љубе Бошковски. Но, повторно ќе кажам, тоа беа луѓе кои со сериозен и политички бекграунд и финансиски бекграунд. Дека обичен квалитетен човек, интелектуалец, дури прифатен од народот, без сериозна машинерија од неколку стотици луѓе кои ќе работат во некоја околина и нормално пари, значи фандрейзинг, без дотации, донации и целој тим, тешко дека некој било може да се обиде да им ги замати сметките, да кажеме, на големите играчи, представници на политичките партии. Александар, што е клучно за изборна победа? Популизам, политичка пропаганда или квалитетна
кандидатот, бидејќи сега нели имаме овде тројца универзитетски професори. Сите правници. Да, дали овде има влијание и резултатот од сработеното, меѓутоа, ќе кажам, на политичката партија, политичките партии кои стојат позади нив. Политичките партии прво можат, ако не со сигурност, барем во 80 или 90% да испорачаат онаа машинерија со која постојано ја поседуваат, да кажеме, имаат под свое. Значи, тоа се оние оперативци, теренци, и тоа е одреден квантум на гласови под кој сигурно нема да одат. Тоа се сигурни Овде гласови. зборуваме за сигурното партиско членство кое што е обезбедено и кое што од старт знаат дека ќе гласа за 80 нив. или 90% ќе даде поддршка и тоа се гласови кои се исклучително значајни, што е маса на гласови. Јас не сакам воопшто да помислам дека кандидат, пример, на дадени избори, без оглед дали е поддржан од СДСМ или од ВМРО ДПМН, дека може да биде под 200.000 гласа, пример. Илузорно е да воопшто помислиме, затоа што тоа е минимум сигурниот контингент кој ќе го испорачаат сигурно. Така. Прашањето е друго. Македонскиот гласач гласа на два начина. Ние, барем праксата досега, од 94-та досега, покажа една работа. Или се гласа за личност, и луѓето баш на позиција на председател бараат или татко, или во даденава случај обид една од кандидатите да биде мајка на нацијата. Значи бараат лице кое е олицетворение на нив или она што им фали во животот, или она што го имаат како некаква перцепција што треба да биде татко или мајка на нацијата. И од друга страна гласаат за инает. Праксата покажува дека неретко македонците знаат да гласаат за инает. Што значи тоа? Се фокусираат кон едниот кандидат, што не испорачал доколку е кандидат со минат труд, така, и гласаат за неговиот противник. Баш во ова студио, вчера ли беше еден од кандидатите кај колешката ваша кај Искра? Да, баш едниот од гостите тоа рече. Јас не поддржувам, на овие сум им луд и јас ќе гласам спротивно за инает. За да го казнам кандидатот кој во задниве 5 години ветуваше брда и долини. Такво изјаснување и такво перцепирање на нештата, верувајте ми, има кај огромен број на луѓе. Кај обични луѓе. Можда не е пресуден број, но број кој, да кажеме, и 20, 30 и 50 илјади да се, тоа е сериозна бројка. Има луѓе кои на овие избори ќе гласат или воопшто нема да гласат за инает. Така. Колку реално пиар тимовите можат да сменат нешто во настапот на кандидатите? За тие да бидат подинамични или пак пожестоки кога настапуваат? Па можат. Прашање па дури ако станува збор нели за лидери на партии, за професори, за позиции кои што се, ајде да употребам еден збор, по-суетни. Колку може да влијаат? Колку пиар тимовите се доминантни? Дали нашите политичари се или нели кандидати се научени да слушаат што и како треба да настапат, како да се обратат, како да се облечат, како да изгледаат? Кандидатите мора да слушаат. Прво, иако немаат целосна доверба, иако целосно не се препуштат на тимовите кои тоа го работат, осудени се реално на неуспех, иако јас имам една забелешка кон сите тимови, секогаш сметам дека, барем јас така размислувам, дека секогаш треба да се прашаат повеќе совети. Знаете, кога имате и вие проблем во животот за било што, имате авторитети. Секој има свој ментор во животот, така, или си бира ментор, менторството ние го бираме. Секогаш прашувате 2 или 3 случаи, 2 или 3 места. Ако прашате само на едно место, тоа значи дека безрезервно на некој му верувате, тоа колку е добро, толку е и лошо. Естетиката, визуелниот изглед, настапот, речникот, сето тоа се финеси и ситници кои ние можеби обичното око не приметува дека се направиле, но знае дека му се допаѓаат или го иритираат. Политичарите дефинитивно имаат пиар тимови, неретко тоа се тимови од странство ангажирани. Јас сметам дека помалку дури јас имам проблем со тоа што се има недоверба во локалните тимови, затоа што странците колку и да помагаат во одредени кампањи, одредени нешта, морат да ги слушаат и локалните
да кажеме, специфики и на пазарот и на луѓето, не се сите исти, знаете. Реклама што на луѓето им се допаѓа во Полска, во Унгарија или во Германија или во Шпанија или во Америка, кај македонскиот граѓани не праќа. Може да иритира. Може да има спротивен ефект. Така да сите тие промена на фризура, промена на дресинг, начин на изразување, начин на јавен настап, обраќање, жестокост, благост, сето тоа влие. Но, многу битно, не сме да одскокнува од личноста. Затоа што во моментот кога на одредена личност ќе наметните нешто што таа не е таа, или тој не е тој, нели? Одеднаш луѓето тоа го препознаваат. Знаете, не можете цело време да одглумите. А кампањата трае долго, колку и да ние сметаме дека трае кратко. И понекогаш еден излив на нервоза, на лош речник, на лошо однесување, лоши манири, знае да креира кај луѓето одбојност. И малку треба, а тие луѓе кои малку им фали да сменат мислење, може би нема да го сменат драстично мислењето, но може би да ги натерате да не гласаат баш за вас. Така. Колку македонските кандидати може да купуваат искуства или знаат да купуваат искуства? Овде ве прашувам за современиот начин на комуникација и на доаѓање до гласачкото тело, до електоратот, нели, со помош на социјалните медиуми. Таков пример пионерски пример е Обама, уште во 2008 година, иако нели Фејсбукот, мислам 2005 година дека се формираше, тој ги употреби социјалните мрежи во кампањата и овде имам некој податок дека успеа да собере $410 милиони само преку социјалните мрежи, Pay for Obama или Dollar for Obama. Колку нашите, сега не зборувам дека нашите кандидати собираат пари преку социјалните мрежи, меѓутоа колку може да допрат до гласачкото тело со помош на Facebook, Instagram, Twitter. Еве пример ќе ви кажам. Стево Педаровски веќе беше и шлифуван по тоа, веќе беше кандидат пред 5 години, значи имаше некаков минато, некаква кампања, некаков бекграунд во таа сфера. Гордана Силјановска немаше. Гордана Силјановска формираше... Исто и Блери Млека. И Блери Млека. Еве пример ќе земам. Силјановска формираше свој Facebook профил, направи свој пејдж кој се има 20 и нешто или 30.000 поддржувачи, што за многу краток период, за нецели 2 месеца. За разлика од порано многу потешко да го набилдате како таков. Имаше еден куп други пејџови кои се формира. Дури влезе во Твитер, каде што на Твитер е прилично, барем во Македонија, ризично тло, затоа што цинизмот на македонецот и зајадливоста доаѓа до врв. И сите луѓе кои тераат тебе и кампањи во сферата на кај продуктите, кај реалниот нели маркетинг, каде што има продажба нели фирми, банки и останато. Самите луѓе кои работат во маркетинг агенциите ги советуваат внимавајте на Твитер. Твитер е осетливо место каде што може да се излизгате и наместо да добиете реклама, ќе добивате и смевање, што е мач со две штрици. Река вешто ја води интернет кампањата. Интернет кампањата на Река на интернет пред се е насочена кон неалбанците. Тој албанците ги обработува, да кажеме, заедно со политичките субјекти, со Алијанса и со Алтернатива на терен, со тие митинзи и средби што ги прави, каде што таму главниот бекграунд пред се е од политичката структура што го поддржува, но преку социјалните мрежи тој се труди да се допадне на неалбанското население. И гледате дека форсира една кампања и на македонски јазик, дури она символика Река за републиката, па Река извадено од република, е прилично симпатично, колку ќе пројде ќе видиме, затоа што симпатиите на некои луѓе тој може би ги доби, прашањето е каузално во смисол што нуди. Значи луѓето не се до толку да гласаат само затоа што им е некој симпатичен, да видиме зашто се залага. Приметете кај него во настапите нема пример албански знамења и иконографија тој тип, се воздржува од продавање, да кажеме, етнонационализам. Иако политичките партии, бекграундот што стојат позади нив, знаеме, нели? И говорите кои ги држат. На самите настапи сосема друго зборува. Тој сосема друго зборуваат Села и Касами. Сосема други. И така да тука кај неалбанското население има скептичност. Ке Силјановска, која проанализираме како кандидат, Силјановска држи до себе,
Факти, таа не го крие моментот дека таа пред се во ставовите либерал, со либерални ставови, но кај гласачкото тело на ВМРО ДПМН и останатите нели од таа десница, кај добар дел, не кај сите, кај добар дел таа проаѓа ради една работа, проаѓа поради оној момент на бранење на македонските национални интереси и борбата за неотстапување од да кажеме од сето тоа што беше дадено на тацна, а десницата смета дека е претерано. Така? А кај Пендаровски, бидејќи мора да бидеме објективни да ги покриеме сите тројца. Така, Пендаровски е најекспониран. Пендаровски реално го има како политичка фигура, без оглед дали е напред или позади, повеќе од 20 години. Добро, тоа е 24-5 години е веќе присутен. Значи, пред се да земеме дека беше дел од тимот на Трајковски. Така. Од 99 до 2004. Па дури портпарол во Министерството за внатрешни работи, така е. Задните 6 години исклучително напред, значи таа една година воочи неговото кандидирање иницијално 2014 за кандидат, потоа функција пратеник, па советник за интеграција НАТО, Европа. Па и кандидат за председател, нели? И кандидат, 2014 така. како што потенцирав, носител на листа во изборна единица 1 на листата на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција. Така да, тој е поекспониран и затоа е тој повеќе на директен удар од страна на обичниот народ и политичките опоненти, пред се за оние изјави со недоследност. Затоа што и тука е можеби неговата најголема ранливост. Затоа што тој најмногу е удиран по прашања и ставови кои сега ги промовира, а пред година 2, 3, 4 или 5 велел. Немало без широк консензус, немало без ова. Така да тоа е местото каде што тој реално го јаде, да кажеме, теренски вака жаргонски речено ќотекот. Колку дрскоста и тензичниот напад за време на тие дебати кои што се случуваат може да ги насочат во поени или пак пропусти кај гласачкото тело кое што ги гледа тие дебати. Значи, колку се тоа минус или плюс за кандидатите, а колку гафовите? Не знам. Гафовите пример кои ги направи, сега пример одма, нели со очигледни примери, гафовите кои ги направи Силјановска, не гледам дека беа големи гафови, иако проба малку невкусно одредени луѓе, таа етикета каде што еве во неколку извештаи се потенцираше дека има форма на дискриминација кај што ја нарекува баба, сенилна и останати пежоративни термини. Добро, тоа се вулгарности кои што зборуваат за самите тие кои ги пласираат, така е. Така, не навлегуваме во домашното воспитување и култура. Значи, киксовите беа кајнезе во дадената ситуација. Неготино кавадарци, така. И нивната постојана битка, неготинчани и кавадарчани се, нели, посебни по таа прашање, и Кочани Кичево. Некој друг лапсус и грешка и утка, барем јас не гледам. Кон села не гледам, кон река се извинувам. Кон река не гледам дека имаше насочено некакви напади, барем тоа јас што го имам исперципирано кај него, немаше и утка и обично и нема насочени напади. Кај Пендаровски најголемите напади се однесуваа на, пак како што ќе кажем, изјави и оние несрекни маркетиншки, да кажем, и популистички финти кои проба да ги направат на самиот почеток на кампањата, во Прилепчинам и Велес и не знам каде се случи, со девојка на која сакаше него да го посвои. Тој да ја посвои. Да, тој да ја посвои нејзе, да. Моментот со емотивните настапи, така. Да, ма тоа беше премногу очигледно дека е склопено, затоа што, знаете, ние сме мала средина. Еве, пример, јас мислам дека тој обид за таа форма на кампања, тој е препорачено од некој на страна. Затоа што во Македонија ние сите со секого се знаеме. И кога ќе искочи Кети негде, знаеме Кети на кого е комшија, што како направила, и кога некој глуми неопределена и истакнат политички активисти, цел Фејсбук му е преплавен со иконографија политичка, целата таа people story не проаѓа веќе после неколку часа и тука како гаф се руши како кула од карти. Апропо исклучувањето, да кажем, или агресивноста, или по експлицитниот настап, јас барем во Македонија жестокост не сум видел дека придонело за победа кај некој. Жесток беше во 2009 Фрчковски. Не пројде добро. Пендаровски имаше форма за жестокост 2014, не пројде.
четврта, може би Бранко беше релативно жесток, но да не заборавиме дека тој доаѓаше од позиција на премиер на држава, а тогашниот најак негов против кандидат Кедев беше обичен доктор кој според мене кардиокирург истакнат, но дури малку наивен во кампањата и затоа беше сомлен. Но не верувам дека експлицитноста, нападот и агресивноста дека добиваат кај нас. Барем не ми е знак дека некој нешто добил. Еве од последната дебата на Сител која се случи во неделата, мислам дека еден од кандидатите тука изгуби. Тоа ќе видиме како ќе одлучат гласачите. Ристевски, ви благодарам што бевте дел од Отворено. Ми беше задоволство. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, сега овде ќе направиме една мала пауза со реклами, па повторно се враќаме во студиото со нашата втора гостинка. Останете на програмата на телевизија Алфа.